Утрото на 23 октомври 2018 година, познатиот српски пејач Дарко Лазич доживеа тешка сообраќајна несреќа. Удвај извлечен од смачканиот автомобил. Лазич итно беше пренесен во болница каде поради критичната состојба неговиот живот беше доведен во прашање. Повреди на главата, скршена бутна коска, неколку скршени ребра, а според српските медиуми, Лазич бил во вештачка кома и на апарати за дишење. Неговата здравствена состојба беше во очи на јавноста, не само во српските, туку и во македонските медиуми. Месеци подоцна, откако спаси жива глава, на наша и на негова среќа, успеавме да се сретнеме во Белград. За несреќата, за синчето Алексеј, за новата сопруга Марина, но и за новата песна Мајко, за прв пат пред камерата на Ексклузив, но и воопшто пред македонските медиуми. Ексклузивно интервју со Дарко Лазич. Дарко, ти благодарам најпрво што дозволи да направиме интервјуто за прв пат за македонските медиуми за емисијата Ексклузив на 1 ТВ. Најпрво што би требало да те прашаме како си? Па ево супер, наравно ово е први пут да даjem изјаву за македонску телевизiju. Мало пред сам баш рекao, имали сте баш среće да ме ухватите овако, иначе јас сам нон стоп горе доле. Тако да драго ми е што сте овде вечера со мном и ето, супер. Не само што немаме среќа тебе да те начекаме, да имаш ете малку слободно време за нас, туку и ти имаш уште поголема среќа што си овде присутен со сите нас и да зборуваме за убави работи. Па добро, имao sam više sreće nego pameti, što kažu posle saobraćajke, naravno, bilo je baš katastrofa, ali to što kažu preživeo sam i sad idemo samo jako i punom parom. Naravno i pametno. Причината која ја наведува докторите околу несреќата била тоа што Дарко Лазич возел во алкохолизирана состојба. Потешката, но сепак успешна борба. Дали Дарко ја научи животната лекција? Ето, хвала Богу, прошло je sve kako treba. Bilo je zaista je bilo strašno. Ja nisam ni bio svestan toga. Ja sam bio 13 dana u komi. Kad sam se probudio, tek 25. dan sam otprilike se sjećam malo. Bilo je baš užasno i tek sad sam u stvari skontao koliko je to moglo da bude strašno. Moglo je da bude da ne sedim ovde, da me nema. Zato velom da imaš mnogo sreće во живот. Hvala Bogu. Sad idemo pametno i polako, samo i lagano. Многу медиуми зборува за тој момент, неминовно да се спомене, меѓутоа, што тоа ти имаше време да прочиташ, што е вистина, што не е вистина? Pa vidi ovako, ja zaista jako slabo čitam žutu štampu i ja uvek kažem, naravno, bude tu i nekad jako malo istine i nešto što se načuje, naravno, ali uglavnom pišu budalaštine koje nemaju veze sa mozgom uopšte, neistina totalna. Ja to zaista ne čitam i neću se nerviram zbog gluposti. Ja uvek kažem, to su ljudi koji isto mora da žive od nečega. To je njihov posao i ne rade to iz zle namere, nego zato što moraju da pišu nešto. A hvala Bogu, ja lepo prodajem novine, tako da eto, ja sam im sad na listi broj 1. Затоа сега ќе им вратиш лекцијата научена, ќе возиме поспоро, така? Pa ja ne vozim, sad me vozi dečko koji je zadužen za to. Тој треба дупло повеќе да внимава. Pa vidi, iskreno žao mi je, ja volim da vozim, ja ceo život vozim, ali za sad nek ostane ovako, sednem lepo, čovjek me vozi profesionalno i nema brige. Сега мораме да ја опфатиме и српската естрада. Кој прв ти пиша како си дојде да те види, да ја види твојата состојба, кој сега се покажа дека ти е навистина прав пријател, колега? Pa od kolega ko mi je prvi, pa naravno od svih mojih kolega, ona mi je i kuma prvenstveno, i kolega naravno, ona je tu, Andrana Čekić naravno, ona je tu uvek za mene bila prva od svih kolega. Ja nju ne mogu da svrstam u to kolega, ona meni nije kolega, mi smo kumovi, mi smo nešto mnogo više nego kolege, nego kumovi. Mi imamo neku posebnu našu emociju i poštovanje godinama već unazad, tako da ja nju ne mogu svrstam u kolege. Ona je deo moje porodice. А кој од твоите колеги те разочара? Дали имаше така некој што ти свртеа грб во овој тежак момент? Еве сега, едно нека се смееш, сигурно има некоја приказна. Знаеш како, то kad si rekla sada da li ima neko me razočarao, ne znam odakle da počnem. Od koga da počnem, ima ih baš dosta. Pa vidi, ja to neću da imenujem, nikad neću da kažem jer nema veze. Svi ti koji su mene razočarali, verujem i da nisu više tu pored mene. To su ljudi koje sam ja distancirao daleko od sebe i nemaju više pristup mene da pipnu ovako. Се породи новата сопруга Марина
и на свет му донесе здраво машко дете. Но неколку денови пред да се породи, Дарко ни зборуваше за убавата вест која му донела среќа, надеж, но и мотив за нов почеток. Pa vidi, ja dok sam bio u bolnici, kad sam se probudio, Marina je meni to tek tada rekla, tako da je to jedna vest koja je mene jako podigla iz svega i dala mi jaču motivaciju da se borim za život i dalje. Naravno, posle svake kiše dođe i sunce, jel tako? Zaista jedna vest koja je mene mnogo obradovala i dala mi snage da se borim. I evo iščekivamo, svaki dan može se porodi. Имаше во многу интервјуа каде што ти велиш дека, мислам дека беше кај Огнен Амеджич, во самата емисија ти кажуваш дека може во секој момент да дојде. Ona je to već bila u bolnici, pa ja sam rekao njemu, vidi, možemo da slavimo u emisiji odmah, ne znamo, sve zavisi ako beba krene, krenuo. Ako bude dečak, naravno i dečak je, zvaćemo ga Aleksej. Зошто Алексеј? Pa Aleksej meni nekako jako lepo ime i Marina se složila s tim i njoj i meni je lepo, tako da malo je onako neobičajno, nema puno imena, puno deca se zovu Aleksej, tako da nekako mi je onako moćno mi zvuči. Додека постепено оздравува сообраќајката, Лазич полека се враќа на своите ангажмани и пред некоја недела ги израдува своите фанови со новата песна Мајко, која многумина длабоко ги допре. To je pesma koju smo, mislim, kad smo birali pesme posle svega ovo, posle velike pauze, seli smo i razmišljali smo šta ćemo, koji pravac da krenemo. Pa smo bili u strahu da li će to ova mlada publika da prihvati, jer ipak su navikli na sve ovo. Međutim, rekao, ajde, bez rizika nema uspeha, jel tako? I onda smo to otpevali, ja sam očekivao će biti 2-3 miliona, ali ja već 8,5 miliona za kratko vreme.